Добро вечер. Со денешната одлука на Уставниот суд за укинување на одлуката за самораспуштање на собранието не остана ниту една правна дилема. Избори на 5 јуни нема да има. Но многу прашања и натаму остануваат отворени како да излез од политичката криза. Вечерва во Топ тема. Поништена одлуката на собранието за самораспуштање. Се освестили судиската петорка или одработи за договорот ВМРО-ДПМН ДУИ. Какви нови игри спремаат Ахмети и Груевски? Како ќе се премости аболицијата како клучна пречка за обновување на преговорите? Кои се алтернативите? Избори на есен, до година со локалните или редовни? И ова е само сублимат на бројните дилеми кои што се поврзани со начините за излез од политичката криза. За ни вечерва разговарам со мојот гостин, портпаролот на ДУИ Бујар Османи. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер. На почеток сепак пред да почнеме еден краток пресек на денешната одлука на Уставниот суд, објаснувањата кои што ги даде судот, кои што за само 2 месеци се пишмани и реакциите кои што потоа дојдоа од дел од политичките партии. Прилог на колешката Сонја Николовска. Отворена е постапка за утврдување одговорност на председателот Иванов во случајот помилување. Барањето на СДСМ кое беше поднесено уште на 13 април, непосредно по помилувањето на 56 лица, овие денови им беше поделено на сите пратеници. Со одлуката за општа амнестија на политичарите, председателот Иванов стана дел од злосторничкото здружување, го погази уставот и достоинството на граѓаните, што е рамно на државен удар, образложи опозицијските пратеници пред месец и половина. Очекуваме да се состави комисија, како што е согласно деловникот, значи од еден председател 10 члена, кој што треба во рок од 7 дена да направи извештај. Иванов може, согласно она што го направил по тие наводи, да се изјасни тој, да се состави извештај, почнува постапката во собранието, за кое што знаете дека треба двотретинско мнозинство. Останата и жива иницијативата и очекуваме наредниве денови сите процедури кои што се врз база на устав и деловник да се постапи по нив и да отпочнеме постапка за разрешување на Иванов. Иницијативата е поддржана од ДУИ. Према процедурите парламентарни дека на наредна седница би требало да биде на дневен ред и тој материјал, значи и таа иницијатива. Ние, како што знаете, се приклучивме кон претходната иницијатива на СДСМ и коалицијата, значи на опозицијата по однос на импичментот и стоиме на тоа дека треба да има соодветна процедура, кој ќе биде исходот, тоа дебатот ќе покаже. Од ВМРО-ДПМН потврдуваат дека иницијативата за импичмент на Иванов е во собраниска процедура, но не ја поддржуваат. Сметам дека е непотребна, бидејќи председател на државата пред се бори за интересите на државата, значи за државните интереси, и се што прави во таа насока. Според уставот, потребно е двотретинско мнозинство за покренување постапка за импичмент на председателот, што СДСМ и ДУИ го немаат. Освен тоа, деловникот предвидува во рок од 5 дена од доставувањето на иницијативата по предлог на Комисијата за избори и именувања да се формира комисија која ќе оцени основаноста. Таа има рок од 7 дена да поднесе извештај до собранието, да го извести председателот и потоа да одлучи. Во меѓувреме, прва работа што ја направи собранието кога почна да работи минатата недела беше менување на законот за помилување. Со него ВМРО-ДПМН и ДУИ дадоа можност одлуката за помилување да се поништи по барање на помилуваното лице или со одлука на самиот председател. Собранието стартуваше истиот ден кога Уставниот суд поведе постапка за одлуката за самораспуштање, но целосната постапка пред судот заврши денеска со поништување на двете одлуки донесени од собранието во јануари и во февруари, кои меѓу себе се разликуваат само по датумот. Судиите беа едногласни дека носењето одлука со одложено дејство не е во согласно со уставните начала. За подносителот на иницијативата ДУИ, оваа одлука на Уставниот суд е очекувана. При експресната постапка од само 10 дена, велат, судот веќе изрази сомневање во уставноста на одлуката и донесе времена мерка за сопирање на сите изборни действија кои произлегуваат од неа и од распишувањето на изборите. ВМРО-ДПМН ќе ја почитува одлуката на Уставниот суд, иако не е во согласно со нивните размислувања и дејствувања, меѓу кои подготвеноста за избори на 5 јуни. Од СДСМ велат дека се покажа од одлуките на Уставниот суд ги
пишува Никола Груевски, а хаосот во редовите на ВМРО ДПМН се пренесува и на послушничките институции. Како што Груевски менува ставови, така и Уставниот суд еднаш е ненадлежен, а потоа одеднаш се просветлува и ја поништува одлуката, велат од опозицијската партија. Тоа беше прегледот на дел од случувањата поврзани со политичката криза, главно посветен на проблемот со аболицијата и најновата одлука на Уставниот суд. Господине Османи, тоа што на 18 февруари 2016 година беше невозможно за судот, денеска, или бидејќи иницијативата беше покрената и прв пат разгледувана на 18 мај, стана можно. Одлуката за самораспуштање е поништена и, како што се очекуваше, уште каква друга игра смислувате со ВМРО ДПМН? Добро, мислам дека во прашањето има и малце иронизирање и прејудицирање. Одлуката беше единствената правна можност за враќање на состојба која што беше побарана од целокупната или најголемиот дел од јавноста во Република Македонија, вклучувајќи ги и опозицијата, односно тоа беше едно од двете главни барања нели од опозицијата, враќање на собранието и повлекување на аболицијата. Беше единствена правна можност која што ние ја искористивме. Апсолутно не е дел од игра, апсолутно не е дел од некаков политички... Што е иронизирање, а што прејудицирање во мојата констатација? Иронизирање во смисла дека ДУИ прави игри со оваа криза. Мислам дека придонесот на ДУИ да се изнајде решение за окончување обидот на ДУИ за да ја оконча кризата е сосема искрен, сосема сериозен и сите чекори што ги правиме гледајќи го тој интерес, а тоа е окончување на кризата и во ниту еден момент партискиот интерес. Значи, ние сметавме дека треба да се создаде можност за продолжување на диалогот, да се врати собранието, бидејќи само во собранието може да продолжи диалогот, односно тоа е единствениот инструмент каде што може понатаму да продолжиме со било која друга форма на политички диалог и во консултација со домашни и меѓународни експерти увидовме дека тоа е единствената правна можност на враќање на веќе распуштено собрание и тоа го искористивме. Така без влијание врз Уставниот суд. Не, видете, вие спомнавте една одлука и друга одлука на Уставниот суд. Јас не сум правник, меѓутоа толку колку што ги разбирам работите, првиот пат Уставниот суд се прогласи за ненадлежен, имајќи, односно сметајќи ја одлуката како поединечен акт, а знаеме дека Уставниот суд е надлежен само за акти со општо дејство. Од тука аргументацијата на ДУИ не само што содржеше аргументи за неуставноста на одлуката, туку и за надлежноста на Уставниот суд по однос на таа одлука, односно дека се работи за општ акт кој што ги засега сите институции, бидејќи легитимитетот на институциите се црпи од собранието и ги засега сите граѓани. И од тука аргументите на ДУИ беа доволни да судот увиде дека е надлежен по однос на тој предмет. Исти беа и аргументите во иницијативата и на Тодор Петров и на Павле Трајанов, меѓутоа на 18 февруари судот вели оспорената одлука не представува општ правен акт, односно пропис. Уставниот суд според тоа ја отфрла иницијативата. Денеска вели одлуката за самораспуштање на собранието има карактер на пропис и е подобна за уставно-судска оценка. Сакате да верувате дека во меѓувреме проработи самосвеста на судиите без никакви политички влијанија, бидејќи се работи за истата судиска петорка која тогаш беше против, а сега сосема се пеплоса со денешната одлука, себе си и собствените стави. Видете, јас нема да навлезам во тој дел, бидете сигурни дека ДУИ нема никакво политичко влијание врз Уставниот суд. Се обидовме да најдеме најодржливите аргументи за да покажеме дека се работи за пропис за кој што Уставниот суд е надлежен. Веројатно во првата иницијатива на господинот Трајанов и на Тодор Петров немало
имало аргументи за надлежноста, туку само за уставноста на одлуката, Дуи го имаше предвид и го имаше предвид и тој момент, така да во нашата иницијатива содржаше и дебела аргументација во однос на надлежноста што ја има судот. Во секој случај ви кажувам дека фактот дека тоа е единствениот правен лек за враќање на ситуација во која што ќе имаме поле за понатамошен диалог помеѓу политичките партии укажува дека не може да има игра таму каде што има една опција. Знаете, игра и договор помеѓу партиите може да има кога имате 3-4 варијанти. Кога има можност да се влие врз судот. И тогаш вие се одлучувате. Меѓутоа, кога имате еден правен лек за тоа, тогаш го користите тој правен лек без можност за да правите било какви заткулисни игри по однос на таа одлука. Сакате сега да не уверите дека ништо претходно не беше договорено и дека откако Уставниот суд во 9:30 минатата среда донесе времена мерка, Талат Џафери и Илија Димовски на брзина седнаа и напишаа дури два закони. Еден за измена на изборниот законник и другиот кој што следниот ден беше донесен за измени на законот за помилување. Ќе бидам искрен. Во однос на тоа дали имало разговори со политичките партии по однос на таа иницијатива. Со ВМРО ДПМН во конкретниот и со ВМРО ДПМН. Ќе ви кажам. Значи, ние бевме искрени кон ВМРО ДПМН и им укажавме дека после одлуката на Иванов, на господинот Иванов за аболиција, Дуи нема да учествува на следните избори. И се разбира дека тоа беше нова ситуација за ВМРО ДПМН и така да на некој начин можеби индиректно им одговараше и на нив таа ситуација за враќање на собранието, бидејќи избори без Дуи се невозможни. Така да тоа е прекршувачкиот момент, ако можам да кажам. Значи, одлуката на Иванов, а после консекутивно на одлуката на Иванов и одлуката на Дуи да не учествува на изборите, ја менува ситуацијата. Зошто ви простува тогаш Груевски денеска па во ова мега интервју во неколку продолженија не ве споменува вас како причина за одложувањето на изборите и вашиот став, туку само наводно бегањето на СДСМ од изборите? Значи, ние имавме јасен став по однос на тоа прашање. Ние бевме за избори. Ние сметаме дека единствено изборите се начин за излегување од кризата и дека само почитување на договорот кој што го потпишавме во Скопје е начинот на излегување од кризата. Затоа инсистиравме на почитување на усогласените, консензуално усогласените датуми. Прво 24 април, потоа 5 јуни. Значи, ќе повторам пак, нас не ни беа датумите битни како датуми, туку како продукт на еден тешко постигнат консензус. И бевме свесни дека доколку отстапиме од едниот датум, го поништуваме консензусот, а до него стигнавме многу тешко. И затоа инсистиравме на тие датуми. И ние ќе одевме на избори, доколку не беше одлуката на Иванов за аболиција, бидејќи, како што сум објаснил во неколку наврати, таа одлука удри на еден од доминантните столбови на Пржинскиот договор, а тоа е специјалното јавно обвинителство. И тоа беше причина да Дуи ја смени одлуката за учество на избори, се разбира, имајќи ја предвид и одлуката на СДСМ да не учествува на избори. Меѓутоа, да не беше одлуката на Иванов, ние ќе одевме на избори и без СДСМ, бидејќи мораше да се оконча оваа криза. И покрај укажувањата и од меѓународната заедница дека услови нема? Не, укажувањата на меѓународната заедница ги уваживме за 24 април, бидејќи тие беа јасни по однос на тоа дека нема услови за кредибилни услови на 20... Беа повторени и пред и за 5. Беа повторени после одлуката на Иванов. Значи, одлуката на Иванов тоа само значи дека во меѓувреме ги занемариле, а не дека условите били исполнети. Вака, пак ќе се повторам. Значи, нашата одлука за учество на избори ја заснувавме на два кредибилни проценки на спроведувачот на изборите, Државната изборна комисија. За нас беа тотално нерелевантни ставовите на ВМРО и на СДСМ по однос на учество на изборите, бидејќи тие се партиски калкулации. Значи, СДСМ калкулира како ќе излезе на тие избори, резултатите од тие избори, ВМРО го прави истото. За нас кредибилен извор беше спроведувачот. Тоа е Државната изборна комисија и наблюдувачот, тоа е меѓународната заедница. Се потпиша вашиот пред член водик на писмото до Велјановски дека нема услови за избори или греши? Не дека нема услови за избори, туку има разлики во изборните единици по однос на бројот на гласачи. Видете, во ситуација одлуката на Иванов го смени политичкиот контекст. Ја смени одлуката на Дуи за учество на избори. На веќе распишани избори, на веќе распуштено собрание. Единствениот начин за враќање
на диалогот беше враќање на полето на игра, а тоа е собранието на Република Македонија. И ние веќе ги искористивме сите можни правни форми и закани, и разговори, и убедувања дека нема друг начин. Одење на избори сами ВМРО ДПМН ќе беше компрометирање за нив, ќе беше компрометирање за државата и продолжување на кризата. Значи, дуи после одлуката на Иванов, ја смени својата одлука и најде правни начини да го врати собранието и тоа го направи. И ги исполни двете барања основни на опозицијата. Значи, барање за враќање на собранието и даде можност преку законот да Иванов ја повлече аболицијата. За жал, СДСМ наместо тоа да го почитува и да го валоризира, продолжува со истиот вокабулар на напаѓање на дуи и поистоветување со политиките на ВМРО, што укажува дека македонските политички партии продолжуваат со партиските калкулации по однос на кризата, а никако да го сватат државниот интерес и интересот на граѓаните. Само вие го имате државниот. Се обидувам да сум скромен и да не го кажам тоа, меѓутоа не можам да не го кажам. Бидејќи хронолошки гледајте го ставот и пристапот на дуи по однос на оваа криза. Значи во ниту еден момент не го калкулиравме партискиот интерес. Во ниту еден момент. Каде ви беа, господине Османи, советниците, правни и меѓународни, да ви укажат дека самораспуштањето на собранието е одлуката за одложено самораспуштање на два пати донесена е незаконска, кога на истото предупредуваа бројни домашни експерти, предупредуваше на два пати и опозицијата. Вие тоа го игнориравте. Инсистирате да разговараме за форма, запоставувајќи ја суштината. Значи, суштината е Суштината е во договорот. Суштината е дека општиот впечаток е дека не може оваа уставна петорка, која се покажа досега како делува, дека не може да делува и да го смени својот став без директен политички диктат од ВМРО, ДПМН и ДУИ. Форма е ова што сега зборуваме. Кој, кога, што направи. Суштината е следната. ДУИ смета дека избори се начин за излегување од кризата и почитување на Пржинскиот договор. Одлуката на Иванов го смени политичкиот контекст и ДУИ направи све да најде правна форма во рамки на Уставот да го врати собранието назад, за да продолжи политичкиот диалог, за да најдеме консензуално решение за излегување од кризата, бидејќи нема еднострано решение. Ова е суштината. Со која обланда и форма е обложена оваа суштина е помалку битна. Можеби во моменти таа обланда личи нелогична, и одлуките може да личат зошто тогаш гласавте, зошто сега не гласавте. Не, сосема се логични и јасни. Во сршта на таа форма е оваа суштина, овој лајт мотив. Окончување на кризата и враќање на државата во агендата која што е во интерес на граѓаните. И се врати сега државата во некаква агенда или е во уште поголем хаос? Па мислам дека доколку дозволивме продолжување на избори еднострани, тоа ќе беше уште поголемо продлабочување на кризата. Тоа што можевме да направиме ние како ДУИ е да го вратиме собранието и да овозможиме поле за понатамошен политички диалог. Сега останува дел од политичките партии и тие да прават дел од чекорот. Значи не можете да ги слушаме изјавите и на СДСМ и на другите политички партии, буквално како да немаат никаква одговорност за решавање на кризата. ДУИ го направи својот дел од патот, го изоде својот дел од патот. Дајте и другите да го изодат и својот дел од патот и да се најдеме некаде на средина и да постигнеме консензуален договор. Што е средината? Средината е, јас сум кажал, и најлош договор кој што е консензуален е подобар од најдоброто еднострано решение. Значи, која е да е тоа решение, треба да најдеме компромис. За да најдеме компромис, партиите мора да излезат малце од партиските интереси, како што ДУИ тоа го прави целиот овој период. Но веќе се стојбата до таму што ни ДУИ не може да ја игра улогата ни риба, ни девојка или опозиција во власт. Вчерашната изјава последна, која што ни дојде преку интервју за странски медиум на председателот Иванов, е дека и повторно да биде во прилика, тој повторно би го направил, би го презел истиот чекор со аболицијата. Значи, повторно вашето прашање има предрасуда во однос на тоа дали ДУИ игра ни риба, ни девојка. Јас ви кажав кој е ставот на ДУИ и кои интереси ги застапуваме во целата оваа криза. Со измените на Законот за помилување се даде двојна можност
за повлекување на ова одлука која што мора да се повлече. Прво, мора да подсетам дека ние не го признаваме Иванов за председател и всушност излеговме повторно во право кога кажавме пред 3 години дека господинот Иванов не е човекот кој што треба да ја представи Македонија. Значи, да, независно. Тоа укажува на дека политиките на ДУИ на долгорочен план се покажува дека се вистински. Дадовме двојна можност. Едното е преку анблок повлекување на аболицијата за сите 55 плюс 1 амнестија, односно 56 аболицирани, или пак поединечно, за да нема можност да се да се префрли топката на друга страна. Значи, сите можности ги дава законот. И ние сме убедени дека нема алтернатива од повлекување на одлуката за аболиција. Како ќе се повлече председателот вели, повторно би ја повторил, кај ВМРО ДПМН е очигледен интересот аболицијата да не биде повлечена. Ставот на СДСМ е нема седнување на преговори додека аболицијата не се повлече. Видете, аболицијата покрај што направи штета на државата, штета на кризата, на решавањето на обидот за решавање на кризата, најголема штета направи на самите аболицирани. Бидејќи прво ги прогласи нив за виновни без да има судски процес за тоа, и второ постојат колоарски разговори, можности дека може меѓународната заедница да направи црна листа за сите аболицирани кои што нема да бараат или нема да им биде повлечена аболицијата. И тоа е сериозен удар за сите тие што се во тој список. Затоа сметам дека нема алтернатива и во интерес на лицата кои што се аболицирани, и во интерес на господинот Иванов, за да зачува малку од тој кредибилитет што ако му останато, и во интерес на државата и решавање на кризата. Така да остануваме оптимисти, ја дадовме правната рамка. Погрешна е варијантата дека ДУИ во некаков договор направил хибриден закон, селективна аболиција. Не е точно. Значи, во тој закон е дадена и едната и другата можност, токму заради тоа да не се остави простор некој да калкулира дека еве немам ваква правна можност, немам таква правна можност. Господинот Иванов, кои ви беа правните советници, бидејќи сите што ја анализираат таквата одлука, тоа се мнозинството експерти, веројатно освен оние што го советувале Тала Џефери и Илија Димански, е дека всушност не може да се додаваат законски членови на непостоечки законски член и дека проблемот со аболицијата на Иванов е во незината ништовност, односно што тој се повикува на законски член кој што не постои. Да, но меѓутоа тоа е една интерпретација на членот 11, дали постои или не постои. Ако дали се од 10 кривичари и 10 експерти по уставно право 9 го интерпретираат тоа. Важно е дека тој што важно е дека тој што ја донел одлуката и тој што треба да ја повлече одлуката смета дека нема правна можност за повлекување. И ние сега му велиме еве ти правна можност, еве ви правна можност. И ваква варијанта и друга варијанта, за да не може да се најде можност за избегнување од обврската за повлекување на аболицијата. Така да, погрешни се тие интерпретации. Ја мислам дека улогата на ДУИ во постигнување на двата основни цели на опозицијата, а тоа е враќање на собранието и повлекување на аболицијата, не може да не се валоризира. А за жал, дури да се поистоветува и да се каже дека односно вклучени како беше тоа соработници во криминалот, изјавата на Заев за господинот Ахмети и така натаму, што само укажува дека воопшто не сме излегле од партиските калкулации по однос на кризата. Тука сакам да погледнеме една изјава на господинот Хојти, заменик помошник државен секретар на САД, да се подсетиме на неговите пораки, кои беа сугестиите што да се направи, а тие беа дадени само неколку часа пред да дојде она, како што многумина го нарекуваат хибридно, а вие велите единствено решение за аболиција. It's very important that leaders act urgently to repair the damage done by these pardons. If leaders rescind the pardons, revoke the pardons, undo the pardons in only a partial or selective manner, this type of revocation or rescinding will add to
what is a growing sense of impunity in this country and a lack of accountability. Accountability also requires that the parties and leaders of this country extend their full support to institutions responsible for rule of law, including the Special Prosecutor's Office. Until there is accountability for wrongdoings related to the wiretaps and other crimes, Macedonia will remain stuck, mired in this crisis, and will not be able to make progress towards its most important goals, which include progress towards NATO and the European Union. Whatever the government is, who's in the government, what the type of government is, what we're looking for is action, not just words, deeds, not just promises. Тоа беше пораката од Вашингтон дадена минатата среда, неколку часа пред вие да донесете закон кој што не само да донесете, туку и да учествувате во неговото креирање, кој што меѓу другото овозможува таа опција на председателот да се одлучи и за селективно помилување. Зошто не го поставувате вака прашањето? Дали тој закон му овозможува на председателот амблок повлекување на одлуката? Дали дава таква можност? Дава. Зошто е тоа втората алтернатива која што е поприфатлива и која што слушаме дека ја заговара одредена партија цело време. Имаше укажувања и од ваш пратеник, господинот Рафис Халити, дека ако целта и идејата е да се обврзе председателот да ги повлече помилувањата поради проценките дека се тие штетни и правно неосновани, тогаш воопшто нема потреба од оној втор член кој што значи овозможување на селективност. Мислам дека повторно преюдицирате. Значи, ние преюдицираме по однос на тоа каква одлука ќе биде донесена. Не преюдицираме, вие му давате можност да игра. Наместо да го притиснете, ако ви е крајната цел повлекување на аболицијата. Сега, пред тој закон, немаше воопшто правна можност за ниеден не можеше да ја повлече аболицијата пред тој закон. Ние донесовме закон во кој што има можност да ја повлече односно да ги повлече сите 56 одлуки за аболиција. Дајте да искористиме можноста што ја дава законот, а да не се фатиме за тоа што има понатаму во законот кој се дадени како опција, бидејќи ова само ми дава уште повеќе право да кажам дека се занимаваме со форма, а не со суштина. Суштината е пораката од вчера на председателот Иванов дека тој би ја повторил истата работа. Значи веќе имаме една ситуација во која што јасно Иванов порачува дека тој нема намера да се повлече. Што во таков случај? Прво, ние немаме никаква одговорност за одлуките на Иванов, ниту за неговата позиција како председател. Барем во оваа ситуација сме на чисто. Така. Реалната состојба е таа. Има неразумна одлука од човек кој што несоодветно ја проценил состојбата. Се обидуваме да најдеме лек начин за излегување од оваа криза. И наместо да добиваме поддршка за тоа што го правиме, сега се обидувате да ни наметнете дека ние правиме некои конспирацијски игри. Законот е многу јасен. На председателот му се дава можност. Имајќи го предвид фактот дека ние побаравме и до сите 56 аболицирани да побараат повлекување на аболицијата. И на Иванов му овозможивме и му напишавме писмо, покрај тоа што не го признаваме, му напишавме писмо да ја повлече аболицијата, значи дека ние не оставаме на случајност, туку делуваме на двата фронта, бидејќи не знаеме како ќе одлучи. Немаме никакво влијание кај него за да можеме да предвидиме како ќе одлучи. И затоа притисокот го правиме и од едната страна, преку аболицираните, и од директно кај господинот Иванов, не дозволувајќи да се остави нешто на случајноста. И затоа ова решение е такво, кое што ги опфаќа сите аспекти од притисокот што може да се направи за да се сте разговарали? Имавме отворено писмо до сите аболицирани да побараат да искористат оваа законска можност, тоа беше јавно соопштение од страна на ДУИ, во кое што побаравме сите да ја искористат можноста што ја дава законот и да побарат да им биде повлечена аболиција. Разговаравте со ВМРО ДПМН за ова прашање? Разговарано е со сите политички партии за сите прашања. Кој е ставот? Ќе ги прашате нив за нивниот став. Јас можам тука само ставот на ДУИ да.
Ќе го поддржите ли барањето за автентично толкување на СДС? Вака, ние се подпишавме на таа иницијатива. Не говорам за иницијативата за импичмент, за автентичното толкување. Импичментот е друга иницијатива. Вака, во политиката, кога превземате иницијатива за која сте убедени дека нема да ви успее, тоа го правите или за да дадете некоја политичка порака, или за да добиете некој политички поен. Ние сметаме дека времето не е веќе ниту за пораки, ниту за политички поени. Времето е за делување и времето за превземање на ефективни мерки. Значи, ако ги гледате потезите на ДУИ, се потези кои што даваат резултат. Сега сте контрадикторен. Импичментот го поддржувате, иако знаете дека нема да успе, а за автентичното толкување имате дилеми. Вие може да ја најдете мојата изјава за импичментот, кога кажавме ке се солидаризираме со ВМРО, со СДСМ, за да дадеме политичка порака дека Иванов сгрешил, меѓутоа таа ќе биде јалова и тој ќе биде јалов обид. Истото го велиме и за ова. Меѓутоа, сега времето е поинакво. Значи, времето на политички пораки и времето на добивање на политички поени е поминато. Сега е време за изнаоѓање на решение кои што даваат резултати. Иницијативите на ДУИ вродуваат со плод. Го враќаат собранието, даваат можност за враќање на старата влада и продолжување на вашиот ортакот. Ние, бидејќи сметаме дека и импичментот, и интерпретацијата на законот за помилување нема да добијат гласови и нема да дадат резултат, ние сметаме дека треба да продолжиме со иницијативи за кои што сме убедени дека може да даваат резултат, а тоа е овие законски измени со кои се дава можност на Иванов да ја повлече одлуката и притисокот и на меѓународната заедница, и на домашната јавност, и на политичките партии да ја повлече одлуката. Мислам дека е тоа од интереси на ВМРО ДПМН, бидејќи нивни функционери се во тој список, и на ДПА, и на СДСМ, трите лидери од четворката на тројца лидери на партии се во тој список, и имајќи ги предвид и овие закани за црни листи можни, сметам дека е веќе интерес на сите таа одлука да се повлече. Затоа ќе резимирам дека ДУИ ќе се ангажира за иницијативи за кои што сметаме ќе дадат плод, независно дали тоа... Ама предмалку рековте дека не знаете дали иницијативата на Иванов ќе даде плод, бидејќи законот уствари ќе даде плод, бидејќи немате влијание врз него. Меѓутоа, тоа е единствената можност која што ние ја гледаме дека може да вроди со плод. И интерпретацијата, и импичментот нема да даваат таков резултат. Се солидаризиравме за да дадеме порака. Ке се солидаризирате или останува тоа минато време? Мислам дека останува минато време, затоа што сега веќе е време на делување со ефективни иницијативи. Кои би биле тие ефективни иницијативи? Ќе разговараме по кратката пауза за реклами. Останете со нас. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи е мој вечерашен гостин. Продолжуваме со вечерашното интервју онамо каде што застанавме пред паузата. Ако споредам последната ваша изјава и оно што можевме да го слушнеме на почетокот на почетниот прилог во изјавата на Талат Џафери, кој што рече дека останува отворената поддршка за постапката за импичмент, односно одговорност на Иванов и автентично толкување, дадена некаде напладне во собранието. До сега можем да забележам промена на ставот. Односно, вие велите, не е време за собирање политички поени, за зборување, за дебатирање, за конкретни иницијативи. Ја повлекувате поддршката? Или тоа ќе остане само символично? Се подпишавме и толку? Да, ние сме на иста линија јас сум на иста линија со господинот Џафери. Се подпишавме на иницијативата символично да дадеме порака дека погрешна е одлуката на Иван. Тогаш, пред да се распушти собранието, нели кога беше таа иницијатива, не се сеќавам точно. Меѓутоа, сега сметаме дека веќе не е време за политички пораки и за политички поени. Ајде да не бидам груб, повеќе за политички пораки. Сега е време за одлуки кои што може да дадат плод. Ние сметаме дека можноста што се дава преку измените на законот за помилување да ја повлече одлуката господинот Иванов
е подобриот начин да стигнеме до ситуација да ефектуираме. Не е лоша идејата за импичмент. Нели? Дуи беше таа што не го призна легитимитетот на Иванов. Чекайте сега, или сте или не сте. Во ситуација кога председателот ви дава изјава дека тој нема намера да се повлече туку дека би го повторил истото и постапката за импичмент колку и да е однапред осудена на пропаст, е сепак инструмент со кој што ќе се алармира и ќе се укажува, макар и несобраниска дебата, на неправилноста на неговиот потек, на грешките кои што ги направи. Не е време за политички шоу веќе. И што ако има дебата во собранието, кое што нема да ги добие сигурно неопходните гласови, само ќе го прицврсти дополнително легитимитетот на Иванов. Тоа ли сакаме да го постигнеме сега? Значи, политичката порака ја дадовме кога се подпишавме дека да, зрел е за импичмент. Меѓутоа, имајќи го предвид политичкиот контекст и бројките во собранието, знаејќи дека тоа не може да се ефектуира, ја дадовме пораката. Дајте да одиме напред со иницијативи кои што може да дадат резултат. А како, ако во исто време председателот вели дека не се предомислува, тогаш останува единствената опција на селективно помилување, која што никој не ја посакува и не ја сугерира, односно ја посакува само ВМРО ДПМН. И повторно доаѓаме до тоа дека му помагате само на ВМРО ДПМН. Не би преюдицирал за како ќе постапи Иванов, бидејќи немаме никаква влијание и контрола кај него. Добро, Иванов има можност 30 дена, толку важи законот, најчудниот закон донесен кој што важи 30 дена, што доколку по истекот на тие 30 дена председателот Иванов не примени ниту една опција или ја примени само онаа за селективно. Тогаш ќе видиме кои ќе бидат следните чекори. Дајте сега да ја искористиме оваа правна можност која што ние успеавме да... Вие не можете да ја искористите, Иванов може да ја искористи, он вели не сака. Значи, ние дадовме правна можност. Успеавме да собереме над 60 пратеници за да се изгласа тој закон. Само со гласови... Тие ги имате со меѓусебен договор, можете во секој момент да ги изгласате тие закони. Само со гласовите на ДУИ тој закон немаше да помине. Ние успеавме да се договорите со ВМРО да убедиме дека нема друг начин и друга алтернатива од повлекување на аболицијата, бидејќи штетата пред се ќе биде према ВМРО. Сега топката е кај господинот Иванов. Колку време се убедувавте со ВМРО ДПМН за тие 60 гласа пред минатата среда, бидејќи не верувам дека убедувањата почнале во среда после 9:30 по одлуката на Уставниот суд. Повторно се занимаваме со форма. Колку време, колку пати. Не е битна формата. Веќе не е време за шоу и за форма. Време е за битно е дали вие правите шоу со ВМРО ДПМН од цела ситуација или искрено нудите решенија кои што ќе значат нешто и ќе значат некаков исчекор за разрешување на целата таа ситуација. Да оставиме граѓаните да проценат. Значи, ние нудиме законска можност која што ја немаше претходно, за да ја повлече одлуката за аболиција, што е барање на сите, барање и на опозицијата, барање на граѓаните, барање на меѓународната заедница. Другата алтернативна иницијатива е иницијатива која што сигурно нема да добие гласови. Кој прави шоу? Ма на вашата иницијатива правници се смеат и велат дека е однапред договорено шоу, исто така. Ама сега не е мое да коментирам на што се смеат правниците. Мое е да кажам дека ДУИ даде тоа што Иванов на пресконференција, нели на пресконференција Иванов рече дека немам правна можност. Ние успеавме да дадеме правна можност. Сега нема аргумент Иванов да каже зошто не ја повлекува одлуката. Сега е време на притисок врз Иванов од сите страни да се искористи правната можност. Го кажа, нема намера и ќе помине 30 дена. Што потоа? Имате алтернативно сценарио? Да заврши таа можност, па ќе видиме кои се следните чекори. Ќе се помирите само со селективна аболиција ако го примени само тој инструмент? Мислам дека селективната аболиција не е решение. Треба повлекување на сите одлуки за аболиција. Таа правна можност ја дава овој закон. Дајте да продолжиме со притисокот тоа да се случи. Што понатаму сега? Сега добивме поле за надпревар. Го вративме собранието назад. Опозицијата треба да е задоволна. Изборите се одложија, собранието се врати. Сега
секој да го изводи својот дел од патот. Искуството ни покажа во ваквите процеси да не влегуваме со предрасуди по однос на тоа што ќе биде епилогот. Туку со отворена можност врз основа на одредени принципи. Принципот е дека нема еднострано решение, консензус и окончување на оваа криза. Сега политичките партии треба да покажат зрелост, да ги надминат политичките интереси и да најдеме едно решение со кое што ќе окончаме кризата, бидејќи сериозно ги надмина и најцрвените црвени линии во кои што оваа држава може да издржи. Што би било основата? Многумина веќе го прогласија Пржино за мртв. Ние не се сложуваме со тоа. Мислиме дека Пржино е повеќе од жив. Што остана од него? Председателот Иванов го минираше собранието. Техничката влада не постои. Не, дозволете јас да ви министри. Што остана? Еве, ќе ви кажам што остана. Специјалното јавно обвинителство функционира. Фигурира. Изборниот законник постои, Државната изборна комисија е согласно договорот од Пржино. Опозицијата се врати во собранието, премиерот даде оставка. Постои закон кој што вели 100 дена пред избори, МВР и Труд и социјална политика и 3 заменици министри ги има опозицијата. Тој закон е се уште во сила и првиот ден од тие 100 дена после утврдување на изборите, тоа ќе се случи. Значи, сите прашања од договорот од Пржино постојат. Дури и повеќе од тоа, а тоа е повлекувањето на премиерот, кој што е надвор од договорот од Пржино, бидејќи и повлекувањето беше 100 дена пред избори. Зошто не се враќа? Така да, ако овие аргументи не се доволни да укажат дека договорот од Пржино е жив, не знам што друго може да биде. Велите, специјалното јавно обвинителство работи. Специјалното јавно обвинителство е минирано за сите предмети кои што досега ги работеше. Затоа е иницијативата за повлекување на аболицијата. Значи, тоа е во склоп на една големата слика која што ние се обидуваме да ја одржиме во живота, тоа е договорот од Пржино. Реков дека еден од основните столбови на Пржинскиот договор е специјалното јавно обвинителство. Одлуката на Иванов ја минираше на некој начин работата на обвинителството. Сега се обидуваме да ја повлечеме, да ја поништиме таа одлука, односно да го натераме да ја повлече одлуката, за да може специјалното јавно обвинителство да продолжи со работа. Така да, имајќи ги предвид сите овие работи што ги спомнав, кажете ми еден дел од договорот што не е жив, освен изборите. И работата на специјалното јавно обвинителство. За кој што работиме да продолжи да функционира. Бидејќи се ја вративте старата влада, што е сега она што е за вас како ДУИ оптимално? Избори на есен, избори со заедно со локалните или дури можеби Па не знам што и редовен термин 2018. Не знам што ви значи стара влада. Јас знам во политичкиот вокабулар владите обично се нарекуваат, ако се сеќавате, владата на Црвенковски, владата на Бучковски, владата на Груевски. Па не знаеме чија е оваа влада, бидејќи остана техничкиот премиер, кој што до вчера сите го ословуваа со премиерот за спроведување на изборите, од денеска почнаа да го именуваат како премиер, а беа отстранети само министрите на опозицијата. Дозволете да завршам. Значи, ако владите се нарекуваат по премиерот, не може да оваа стара влада. Така. Се врати состојбата во МВР и во Труд и социјална политика заради неколку причини. Важи законот дека 100 дена пред наредните избори овие министерства ќе ги раководи опозицијата. Треба да се утврди датум за да може да почнеме да ги броиме тие 100 дена. Така, без датум за избори, доколку сега не утврдиме датум за избори, 100 дена се од некаде јуни 2018 година, ако не се лажам. Значи, некаде март, сега импровизирам. Значи, за вас е толку нормална ситуацијата што не би ви сметало изборите да бидат и во редовниот термин. Чекајте, ние што инсистиравме за избори, сега ми кажувате за нас било нормално да нема избори. Па ние инсистиравме да има избори. Опозицијата не сакаше. Еве ги удоволивме. Тоа заврши до пред петти. Од петти вие сте дел со една нога у таборот кој што не сака избори, со друга нога надвор од таборот. Повторно на улогата ни риба ни девојка. Како новинар, кажете ми што очекувате од ДУИ? Дали очекувавте да нема избори? Еве нема избори.
Сега викате, ама како нема избори до 2018? Не очекувам барем еднаш јасен став со кој што ќе кажете да, ние сме за ова и ова. Ве слушав пред некој ден, велите дека ова е повторно изјава за нашата телевизија, велите дека еве сега се враќа владата во оној состав надворот тие 100 дена, нели? И сега владата ќе продолжи да работи на имплементација на реформите, приоритетите од Прибе. И очекувате дека ние треба да веруваме дека истата влада која што направи се за П од препораките на Прибе не се реализира, сега од денеска да почне тоа да го реализира. Мислам, дефинитивно мора да се решите. Не, вие треба да се решите. Вие треба да се решите што вие сакате да направите и да постигнете. Ние се решивме. Ние подпишавме договор во Пржино. Тоа беше нашето решение. Да, и вие велевте до пред една недела. Има услови на избори, ќе одиме, потоа велите не одиме на избори. Како стигнуваат соопштенијата од Американската амбасада, вие така ги менувате вашите ставови, повремено калкулирајќи и со големиот брат и традиционален партнер ВМРО-ДПМН. Еден совршен баланс меѓу меѓународната заедница и интересите коалициски со ВМРО-ДПМН. Ова се флоскули кои опозицијата ги користи секогаш кога нема да им се допаде некој потег на Дуи. Гледате како ги менуваат ставовите. Нешто Дуи ќе прави што на нив им одговара дека е во ред, веднаш се менуваат ставовите. Кога Дуи ќе прави некој друг потег кој не им одговара во дневно-политичките калкулации, веднаш Дуи станува вазалот на ВМРО кој што слуша наредби. Дуи има многу јасни ставови по однос на оваа криза. Кои се, еве, кажете ми, кога избори? Избори кога ќе се договорат сите политички партии. Значи, сега е отворено собранието, дајте да почнеме да разговараме. Ако не се договориме, избори 2018 година. Тоа е, друго решение нема. До тогаш мора да има влада, мора да функционираат институциите, би требало, оваа влада мора да биде реформски посветена за сите препораки на Прибе и на Европската комисија. Оваа влада, истава влада. Се додека, нели, ако после 100 дена пред избори ќе има некоја друга влада. Ние би сакале секој реформски чекор на владата да биде во договор со опозицијата. Значи да има широк консензус. Меѓутоа не можеме ние да наметнеме другите да учествуваат во процесот. Дуи може да го изводи својот дел од патот, но не може со сила да ги натера другите да го изводат. Опозицијата воопшто не знаеше за законот на Талат Џафери и на Илија Димовски. Како тогаш вие сакате консензус и инклузивност на селективен начин? Кога вам ви одговара вклученост на сите, кога нема вклученост на сите. Дава можност за исполнување на едно од клучните барања на опозицијата. Но вие говорите за чекорите кои што треба да бидат договорени од сите. Спорно, значи едно од двете главни барања на опозицијата беше враќање на собранието. Спорно е тоа кокетирање или инклузивност на решенија или за формата. Не е формата, тоа е суштината на вашето делување. Дали двете суштински барања на опозицијата беа враќање на собранието и повлекување на аболицијата? Дали Дуи едното го овозможи, за другото даде законска можност, бидејќи реално го немаме председател. Да беше председателот од Дуи, ви гарантирам дека ниту имаше да се донесе одлука за аболиција или па да не збориме за повлекување. Значи, кај што можевме да влијаеме, го вративме собранието, кај што и господинот Иванов дадовме законска можност. Толку имаме ние можност тоа да го направиме. Така да, што не е јасно во искреноста на опозицијата или дури и ДПА. Ниту ДПА не била консултирана за ваквото решение, ако сте за консензуални инклузивни решенија. Значи, владата ќе продолжи да функционира. Не, за ова прво, а за функционирањето на владата. Одлуката за одредени прашања во државата паѓа на политичките партии во државата. Ние сметавме дека ова е начинот побрзо да излеземе од оваа состојба. Бидејќи, еве, ставот на опозицијата е дека треба преку импичмент, преку интерпретирање автентично на законот за помилување, значи имаме разлики, бидејќи разговори се воделе за оваа прашање со сите политички партии. Очигледно дека не е постигнат консензус помеѓу ВМРО и СДСМ по однос на тоа како да се најде решение за повлекување на аболицијата. Може ли Македонија да издржи во таква агонија до редовни избори 2018 година
ако и самиот велите дека оваа криза станува се подлабока, имајќи предвид дека тоа што сега го поставувате како задача, во изминати веќе дојде веќе година дена, уште малку од подпишувањето на договорот од Пржино, во минатата година дена беше направено се, ништо од тие препораки да не се исполни. Значи, не очекувајте дека дуи сама ќе иде на избори. Значи, за да идеме на избори, треба сите 4 политички партии. Вие имавте министри во клучни ресори, имавте вице-премиер за евроинтеграција, имавте министер за правда. Кажете ми 3 проекти кои што од лани, од 15 јули до сега беа предложени од вашите министри во насока на имплементирање барем на една препорака од извештајот на ПРИП. Тоа се многу, не 3. Тоа се многу, меѓутоа ја не сум... Го нема дури ни акцијскиот план кој што Боже бившиот вице-премиер го подготвуваше со месеци. Јас не сум во влада и не можам во детали да зборам во име на проектите. Јас зборувам за политиките на ДУИ. Ние сме спремни утре да одиме на избори и да ја окончаме кризата. Но бараме избори кои што ќе бидат прифатливи за сите и ќе бидат кредибилни. Да зависеше само од нас, утре ќе имаше избори. Чекаме и другите политички партии да се усогласат за датум за да ја окончаме кризата. Кредибилни избори подразбира некои предуслови. Не е само збор даден сам ради себе. Значи, тоа е веќе релативно кој како оценува што е кредибилност во процесот. Кога партиските калкулации ќе станат доминантен дел од проценката за кредибилни избори... Председавачот со Европската Унија јасно ги наведе, ги врати 3 точки. Значи, и пречистен избирачки список, реформи во медиумите и одвојување на државата од партијата. Сега имаме доволно време да разговараме за сите тие прашања. Се до тогаш институциите на системот мора да функционираат. Се надеваме дека политичките партии ќе покажат разум, барем во овој делот, во оваа фаза од кризата, да ги надминат партиските интереси и да најдеме едно конечно решение. Правиме уште една пауза за реклами и се враќаме со завршницата на вечерашната топ тема. Политичките партии не смеат да го стават на тест трпението на меѓународната заедница и на Европската Унија и мора да остварат конкретни резултати. Македонија повеќе не смее да се оддалечува од Европа, туку мора да се врати назад на патот на приближувањето кон ЕУ. Во случајот со Македонија, изминативе 9 месеци или повеќе, видовме дека нештата се движат наназад. Мораме да бидеме многу јасни и отворени со македонците, дека ако видиме оти работите назадуваат, нема да може да напредуваат во соработката со ЕУ и НАТО. Мора да го сменат негативниот тренд, во спротивно ќе ги изгубат сите бенефиции. Михаил Рот, германски министер за Европа, и Филип Хамонд, министер за надворешни работи на Велика Британија, беа тоа со нивните изјави од завчера, кога требаше, но Македонија не дојде на дневен ред на состанокот на министри за надворешни работи. Господине Османи, како заколнати конструктивни партнери на меѓународната заедница и како што уште повеќе сакате да кажете доследни следбеници на безалтернативниот пат кон евроатлантските интеграции. Сваќате ли дека овие две изјави значат дека таков пат нема за Македонија повеќе или дека нема да го има ако се продолжат со политиките кои што се тераат денеска? Без оглед од кога? Тоа е сличи истиот став и на ДУИ. Дека доколку политичките партии продолжат со ваквото недржавничко, неевропско однесување на единствено калкулирање на партискиот интерес, без сериозна иницијатива и желба да ја окончаме кризата, ние сериозно ќе ги оштетиме иднината на оваа држава и на овие граѓани. И од тука нашите несебични напори да помагаме да ги сближиме политичките партии во едно решение кој што ќе биде прифатливо за сите. Бидејќи не сте посредници, туку сте партија, активен учесник со своји
одговорности во сето она што се случило, што се случува и што ќе се случи, алтернативните решенија кои се, господин Осман? Значи, повторно ќе кажам дека единствена алтернатива е политички диалог со цел наоѓање на едно заедничко прифатливо решение, без да го преюдицираме епилогот на тоа решение. Сега е време политичките партии да седнат и уште еднаш да покажат сериозност и грижа за граѓаните и за државата. ДУИ ќе продолжи со својата конструктивност од целата оваа политичка криза, се со цел да ја окончаме кризата и да продолжиме кон патот на интеграциите. Се што е потребно на сметка на нашиот рейтинг, на сметка на нашиот партиски интерес, сме спремни да го заложиме нашиот грб, да помогнеме да постигнеме некое решение. Колку и да звучи теоретски и да звучи демагошки, звучи многу. Знам дека звучи, меѓутоа тоа можам со факти да ви го образложам дека целиот овој период имавме таков пристап. Тоа се стотици и илјадници средби и разговори на господинот Ахмети во ниедно време со сите партиски лидери, во секакви форми, за да укажеме на сериозноста оваа политичка криза во моменти и да забега и во безбедносна криза и сериозно да ја загрозиме иднината на државата и на граѓаните. Земете било кој потек и чекор на ДУИ, доколку сметате дека одмогнал во процесот на окончување на кризата, ние сме спремни да преземеме одговорност и да разговараме за тоа. Не, јас ве прашував, но сметаме кои дека ќе бидат следните кои ќе помогнат? Значи, тоа што следно треба да се направи и прво е да се повлече одлуката за аболиција, да продолжи да функционира специјалното јавно обвинителство, да продолжи Пржинскиот договор, да најдеме еден консензус за неопходните реформски реформи за да стигнеме до кредибилни избори и да ја завршиме кризата и да се фокусираме на интеграциите и на економијата. Тоа е единствениот пат. Аболиција, реформи, избори. Таа е пирамидата. Значи, во следните 30 дена, толку теоретски има Иванов, не се 30, веќе се малку помалку, треба да чекаме на статус кво? Одлуката е негова. Како што беше и првично за аболиција, одлуката е негова, сепак независно што не ја признаваме неговата легитимност, сепак он е во институцијата, председател на државата е силна институција во државата, со големи надлежности кои што му ги дава законот, барем во овој дел кој што не можеме да ги бајпасираме. И затоа се обидуваме во рамки на законот да најдеме правен лек и да повикаме на разум за да се повлече таа одлука. Ние сме оптимисти, нормално не може да гарантираме такво нешто бидејќи немаме контрола врз таа институција, меѓутоа оптимисти сме дека ќе преовладее разумот заради тоа што сите политички партии се согласуваат. Верувајте, и ВМРО има најголема штета од аболицијата, посебно после овие шпекулации за можни црни листи. Така да и тие ќе бидат тие што ќе прават притисок. Не делуваат така јавно, барем до сега. Од 56 аболицирани, само 8 или 12 до сега се обратиле до председателот Иванов, од кои само тројца се од ВМРО ДПМН. Вака, работите мора да одат чекор по чекор. Првиот чекор беше враќање на собранието. Тоа беше најбитно. Без враќање на собранието не ни можеше да се донесе закон за измени на законот за помилување. Така да собранието се заврши. Дајте сега да се фокусираме на аболицијата за да продолжиме на реформите. Некако бараме све наеднаш и бараме све од ДУИ. Добре, затоа ниту може ДУИ све да направи, ниту може ДУИ све да направи одеднаш. Ке мора чекор по чекор да направиме тоа што е неопходно за да ја окончаме кризата. Имаме идеја како тоа треба да изгледа. Која е? Зошто е таа толку тајно патентирана? Не е воопшто тајно патентирана. Значи, таа е идејата, повлекување на аболицијата, продолжување на реформите за кредибилен процес, утврдување на датум за избори. А ако не се повлече аболицијата? Тоа е лекот. Ке видиме понатаму. Ние сметаме дека нема алтернатива од овој пат. Јас ова
интервју не го најавив како можност за поставување на прашања и од гледачите, меѓутоа имаме едно на Твитер и јас сакам секогаш да ги испочитувам. Па за крај еве го прашањето е дали имате лично впечаток дека вашите настапи повеќе наликуваат како настапи на портпарол на ВМРО ДПМН, а не на ДУИ? Тоа е обично ставови на СДСМ кога ние ќе правиме некој потег кој што на нив не им одговара партиски. Они сметаат дека ДУИ ќе биде инструмент со кој што СДСМ ќе постигне политичка цел. Можеби и ВМРО мисли исто. Ние нема да бидеме инструмент ниту на СДСМ да дојде на власт преку нас, ниту ВМРО да остане на власт преку нас. Сега не бевте во целиот случај инструмент на ВМРО? СДСМ и ВМРО треба да се борат македонскиот народ да ги избере за да идат на власт. Ние ќе се бориме во албанскиот блок за да добиеме легитимитет за да идеме на избори. Така да таквите изјави јас секогаш ги слушам, секогаш кога ние нема да одиме во интерес на партиските политики на СДСМ. Нема никогаш да одиме во интерес на партиските политики, кај за нас е интересот на граѓаните, на државата, пред се на албанците кои што не избрале да ги застапуваме. Некогаш моите изјави, сега ќе ги прашате и од ВМРО, нема да им се допаднат 90% од моите изјави денеска, нема да им се допаднат ниту на СДСМ. Ниту сакам моите изјави и ставовите на Добро, но со ВМРО гледам дека имате заеднички експертски меѓународни тимови со кои што заедно подготвувате закони. Па прашајте ги од ВМРО што мислат за одлуката на ДУИ да не оди на избори и ќе ви кажат и што збореа за ДУИ пред некој ден кога ние одлучивме да не идеме на избори, да го вратиме собранието, што беа 90% од барањата на СДСМ. Така да за мене е во ред кога СДСМ и ВМРО не се служуваат со моите ставови во однос на нивните партиски политики. Мене ми е битно да граѓаните се служуваат со тоа што ние го правиме, да се служуваат, се разбира, нашите меѓународни партнери и да се служуваат албанците. Во случајот и меѓународните партнери не, дел од албанците исто така, бидејќи и нив ги гледаме на улица. Разговараме повеќе од еден час и некако... Па не очекуваме 100% да не поддржуваат. Битно е дека нашите чекори да имаат бенефит да се бенефит за државата. Разговараме повеќе од еден час околу позициите на ДУИ и јас морам ова интервју да го завршам со еден цитат од Меша Селимовиќ кој што го прочитав денеска постиран од една колешка. Вели, секој треба да се движи по својата патека, да не скренува на туѓа, а не знам всушност која патека е моја, но знам која не е. Знае ли ДУИ која е патеката на ДУИ, а која не е патеката на ДУИ? Значи, патеката на ДУИ не е патеката на продолжување на кризата, на продолжување на партиските калкулации и патеката на одложување од интеграцијата во западниот свет. Тоа не е патеката на ДУИ. Патеката на ДУИ е окончување на кризата, враќање на патот на интеграциите кон НАТО и Европската Унија и економскиот развој на Според двете изјави пред малку далеку сте од тој пат. Ние сме на и затоа имате одговорност, не може да се изземете. Не, тие изјави не се однесуваат на ДУИ, се однесуваат на политичките партии кои што се покажаа неразумни во оваа криза. ДУИ со ниту Вие повторно од сето зло се изземате со ниту еден потек, со ниту еден потек. ДУИ не придонесе за продолжување и продлабочување на кризата. Ако сакате, еве уште еден час понатаму. Бевте дел од владата? Бевме дел од владата, меѓутоа ни една од 5 причини кои што Европската комисија ги наоѓа за причина за кризата, или како што Муса Џафери денеска вели, интересна изјава што ја дава дури кога ја напушти владата, вели дека сте гледале како едниот од македонските субјекти илегално прислушувал, а другиот илегално краде. Значи, вие сте биле на мислел прислушувани разговори, да, а вие сте биле неми наблюдувачи на едното ни на другото. И сега велите, немаме удел во ништо. Не би одземал ништо од тоа што го кажал господинот Џафери. Ниту сме дел од тајните служби кои што се обвинети за прислушување, ниту од странските служби кои што ги обвинуваат другата страна за прислушување. Европската комисија одредува неколку причини за кризата, ДУИ не е во ниту една од нив.
Ние се разбира дека ние не сме идеални, можеби имаме грешки во чекори. Мислев нема да ви текне. Секој кој што работи и се обидува може да прави грешки, може да прави обиди кои што нема да вродат со плод, меѓутоа тоа што ве убедувам дека нашите намери се честни за оваа држава, за овие граѓани, најчестни намери да ја окончаме кризата без воопшто да гледаме на партискиот интерес. Малку да се пресликаат на нас и другите политички партии, одамна оваа криза ќе беше окончена. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Утре со вас во овој термин е Александар Човски. Бидете натаму и со програмите на тема.